Ајде сега да го поздравам нашиот следен гостин. Космонаутко остана така, меѓутоа Денис Јанкуловски сепак имаме име и презиме. Да. Добро утро и добро ни дојде и драго ми е што се дел од нашата утринска програма. Ке разговарате со Оливера за она што ти несебично го даваш, а зборувавме за емпатија, која што за жал се послабо некако ја имаме. Меѓутоа, ќе ја вратиме, да, на било каков начин. Човекот што несебично ги поддржува лицата со попречености аутизам, од секогаш било така и ќе биде. И како што напоменавме, се повеќе да апелираме и другите луѓе да ја разбудат свеста. Оливера, повелете. Благодарам, Слободанка. Како што најавивме, денес човекот кој што несебично ја дава својата душа, својата емпатија, хуманост и човек кој од обичен лик создаде личност на човек кој што го прифаќаат буквално сите и појавува интерес каде и да се појави. Денис Јанкуловски, космонаутко, остана уште од времето на короната како таков препознатлив лик, а може би денес причината поради одбележувањето на 3 декември, кој беше меѓународен ден за лицата со посебни потреби и попреченост, па некако добро дојде откако беше одбележан тој ден, еве вака да поразговараме за хуманоста, каде сме, на кое ниво, развојот на емпатијата, но ајде од почеток да ги потсетиме луѓето како започна твоето патување во овие хумани води. Благодарам за поканата. Пред да кажам за тоа, сакам само да напоменам дека ова всушност е доказ дека меѓународниот ден за лицата со попреченост е секој ден. Значи може да се зборува и треба да се зборува секој ден. 365 дена во годината. Во однос на почетоците на космонаутко, всушност се моите почетоци се и пред да дојде нели космонаутко да се вклучи како термин во целата приказна. Често јас кажам за себе дека мислам дека буквално од секојаш од кога памтам за себе, од кога знам за себе, дека сакав да помагам некако на некој начин. Приказната нели како дете се среќавав, сите се среќававме со некои различни од нас ликови, да, не знаевме што е на времето, не знаев нели за Даунов синдром, за аутизам или некоја се извинувам, некоја друга атипичност. Меѓутоа, од секојаш сакав да најдам начин и барав начин каде можам јас да се вклучам во целата приказна. И кога беше кликот, кога се вклучи? Па, може би како иницијална капесла беа сите оние ликови низ детството кои што продефилираа како Аце, Мише, Борчи и некои други, меѓутоа иницијалната капесла е секојаш како што кажувам, веќе знаат сите, учителката е Рато. Запознавањето со тоа прекрасно девојче, веќе девојка голема и со незиното фантастично семејство. Тоа можеме да го забележиме и да го прочитаме во твоите книги кои досега ги имаш издадено. Ете, кажа како изгледаа почетоците, но дали е лесно, еве, сега да се одржува тој лик, хуманост, секој ден? Ништо не е на почеток тешко, особено во оваа проблематика, да речам. Тешкотијата најмногу беше во тоа што бев непознат за таа заедница, за тие семејства, за родителите, старателите, за било кој. И сега, нели, пошто не те знаат, не знаат дали си на вистина со вистински искрени намери или со оние во наводници загрижени, нели, кои што доброчинители. Меѓутоа, токму затоа јас не сакав ништо да брзам, не сакав да форсирам, не сакав да се наметнувам, дојдете, веруете, јас сум тој. Тоа едноставно сакав полека да ги направам работите и со тоа да ја стекнам довербата. Ништо не е, како што ќе кажам, тешко, не е лесно, меѓутоа кога настапуваш, да, во смисла, да, затоа што едноставно со искрен пристап, со искреност, со многу љубов, да, ако се ужива, го сак, особено затоа што го уживам, нели го сакам тоа што го работам, го препознаваат тоа. Да, еве гледаме на екраниве и дел од активностите. Има ли некој настан, има ли некоја активност, нешто што се случило на кој што сте посебно горд? Не знам, мислам дека тука буквално како нели кога ќе прашаат некој писател, пеач, кој ви е омилено дело или нешто, буквално ако верувате мене, се ми е омилено и на се сум горд што е направено, да.
Тука има слики, мешани се сликите, значи ова се само од оваа 2025 година што ги имаме. Само од оваа година имаме многу настани направено, да речам можеби од кога функционира Сдруженијето Речиси 50-тина. Тоа е тоа на што сум особено радосен, затоа што сите тие настани, буквално секој еден, дали се работи за ова во Крушево, настан, без разлика дали се работи за посета во противпожарна станица или се работи за школка или за некоја новогодишна работилница, сите се инклузивни. Тоа е всушност и целта на функционирање. Какви се реакциите на децата, на родителите кога се случува некој настан? Сигурно се многу повозбудени од самиот ти. Да, доволно е само да кажам дека кога се прави настан, кога правиме некој настан и кога веќе се доближуваат децата, значи едноставно трчаат со буквално со најгласно викање Денис или космонаутко нели во последно време да ме гушнат. Сите тие прегратки, сите таа радост, таа среќа кај ни во очите што се гледа. Тоа е најдобра награда. Нема подобра награда. Јас секогаш кажувам, имам добиено и награди, меѓутоа навистина тоа е најубавата, најубавата од децата, од родителите, нивното задоволство едноставно кога ќе ги видам и нив, кога ние ќе ги видиме дека тие се задоволни, затоа што се нивните деца задоволни, тогаш апсолутно, значи тоа е, како да кажам, како една тројна, како триаголник, значи децата, родителите, меѓутоа не само родителите на децата со атипичен, туку и особено родителите на деца со типичен развој, кои што исто така ни даваат многу поддршка, само како пример, доволно е кога ќе ни кажат дека се благодарни што се запознале, нивните деца се запознале со некое дете, со различно дете од нивното. И тоа е навистина ветер во грб за сите нас. Да може да ги разликува. Да, едноставно да видат дека тоа дете, без разлика дали се работи, дали е во количка, дали е со некој одалц или дали не знам, има ликот е различен, едноставно тие гледаат дека сите тие деца се едноставно различни, меѓутоа деца со исти желби, исти потреби, исти посакувања како и нивните деца. А децата ако ги оставиме, децата не прават разлика. Едноставно децата доаѓаат, се играат, можеби ќе се зачудат, можеби ќе прашаат. Тоа е тука моментот што ние возрастните, ние големите треба да им објасниме на децата. Така да не знам, едноставно прекрасно е затоа што се е со многу љубов. И во образованието веќе се вклучени лицата со попреченост, има инклузија, има соработка, така да веќе не е ништо ново и не е ништо нејасно, мислам дека кај новиве генерации. Да, има и баш имаше сега пред некој ден, вчера мислам зборував со една наставничка од едно училиште каде што буквално по разговорот, по муабетот со нејзе, јас сватив дека таа е човек, едноставно е човек, затоа што начинот на кој што им го пренесува на децата, затоа што имаат момче со аутизам во одделението, децата како функционираат, или ќе се навратиме веројатно после повторно златните славечиња. Значи, тие како функционираа со не нашиве деца, едноставно со другите деца. Учествувавте, лани на Златното славеќе, оваа година повторно бевте повикани со мијата. Тоа беше нешто, нема зборови за тоа. Особено, пак ќе кажам, значи самите организатори, самите деца, тоа што лани бевме со 20 на деца, оваа година со 50 на деца, здравје Боже до година, може и 100 ќе имаме, не знам. Ама тоа само покажува дека едноставно прифаќањето, почитувањето расте секојдневно. Како успеете, да. Да, ова често не викаат, конкретно кога дојдовме на темата Гуши бац песната, значи тоа е мијата убаво кажува сето тоа, вика тоа не е само песна, тоа е веќе движење. Ова е песна од Мијата и Весна Малинова и еден голем тим, да не заборавам некого, не можам сите да ги набројам сега. Меѓутоа, во една година имаме премногу настапи, сегде не повикуваат, веќе и за до година, што се вика, букирани, имаме резервирано, меѓутоа, едноставно, каде ќе не повикаат, сека додиме, затоа што Гуши бац, два едноставни збора, а носат голема порака во себе. Да замислам колку е голема среќата на овие дечиња што учествуваат во вашиот караван. Можам да го наречам караван Да, Гуши буквално караван Гуши бац, и оно што е многу интересно е што мислам дека со секој нареден настап, со секој било каде да одиме, Гуши бац имаме нови деца, нови
нови другарчиња имаме во екипата и тоа многу не радува. Се приклучуваат на караван. Се приклучуваат, школите едноставно имаше, можеби имате сретното низ годината, имаше неколку видеа каде што ни праќаат едноставно деца во училиштата како ја пеат песната, ја доживуваат. И на тоа и треба да ги учиме децата, и дома да ги воспитуваме, и на училиште дека се што е потребно е само едно гушкање и едно бакнување и една топла насмевка и топол збор. Да, тоа е тоа што едноставно со тоа јас секогаш кажувам, прегратката за мене е нешто магично, нешто што носи во себе многу работи. Со предградката ние кажуваме дека прво сакаме некого, се грижиме за некого и го прифаќаме токму каков што е. Ако сакам јас мене да ме прифатат, да ме прифатите вие каков што сум, значи треба јас да ве прифатам вас, тоа е многу едноставно. Така да. А како реагираат родителите кои се предизвиците на родителите? Нив сигурно им е најтешка улогата со лица со повреженост. Па еве како една кратка илустрација за сето тоа, значи еве едно семејство ќе земе каде што им живеат со некоја типичност. Значи тие имаат секојдневната, ќе речам борба или борба нека биде со проблематиката што имаат дома. Меѓутоа за жал тука не останува сето тоа. Излегува и премногу се шири со роднините, со комшиите, со средината, со рестораните, со не знам, буквално со институциите особено. Значи ние наместо да им олесниме од една страна, да се концентрираат на проблематиката и да можат да се изборат со тоа што треба едноставно, дали со состојбата, дали со заболувањето дома, ние само им комплицираме и само им дополнуваме на сето тоа. Често кажам како пример, значи ако можеби ќе зборнеме, не е битно кој се може, како може да се вклучи во сето тоа. Како може? Тоа сакав да прашам следно. Како може како институција, ние како медиум да помогнеме на овие семејства, на овие лица со попреченост? Секој може да го најде прво и да речем како индивидуалци, како мојов пример. Секој може да се пронајде на некој начин. Дали ќе биде нема еден модел, нема чекај Денис вака прави дека мора сите така да бидат. Значи што треба? Прво треба да бидеме отворени, со отворени срца, со отворени умови, да ги надминеме сите оние стравови, непотребни стравови и стигми што ги имаме кон оваа проблематика. Да дознаваме, да учиме, да прашуваме, да се запознаваме, затоа што ниту јас не сум се родил учен и знаев се. Значи, се заинтересирав, дознавав, прашував. Секој може ако сака. Да. И затоа велам секој може да си го најде начинот. Медиумите, конкретно медиумите на овој начин, повикување на активисти, почесто повикување на родителите да ги кажуваат своите проблеми, меѓутоа и заедно преку да бидете вие сте дефинитивно, меѓутоа не знам ако може и многу повеќе, нели сакаме многу повеќе гласноговорници на таа проблематика, што е можно повеќе. Институциите, да речеме, конкретно има некои проблематики како пристапност. Пристапност, дали се работи за лица во количка, пристапност од она една сега проблематика која што ја актуализирав. Тоа не дека јас ја почнав, меѓутоа за лицата со оштетен вид. Значи има специјални оние сензорни патеки кои што ги има само мислам кај Даре Џамбас, кај што им е Сдруженијето, односно Сојузот. Треба да ги има насекаде, затоа што и тие треба да отидат до некои институции, тие треба да седнат да отидат во ресторан, на концерт, во театар може сакаат да отидат. Тоа е тоа, значи да, треба да им излегуваме од пресрет и треба да ги прашуваме. Значи особено институциите кога планираат некоја проблематика, односно сакаат или сакаме да направиме тоа и тоа за инклузијата, за било што, по мене треба да ги прашуваат директно родителите. Тие знаат што им треба на нивните деца и соодветно на тоа да ги креираат програмите и решенијата. Верувам дека ќе дојде подобро време се надеваме, тоа е овие борбата. семејства. Само уште накратко, бидејќи сме кратки со времето, што ќе се случува на 27 декември во Крушево и активностите околу новата година? Да, моето омилено Крушево, кое што и крушевчани прекрасни луѓе,
Ние сме гости, поканети сме на гости да бидеме дел од еден преубав настан, само да не сгрешам затоа што тие се организатори, значи празничен шепот на Крушевската чаршија. Многу убав наслов, каде што вика ќе има настани од едукативен карактер, новогодишни работилници, детски работилници, представи, ќе има дневни, меѓутоа ќе има и вечерни со музика, со концерти, ќе има новогодишен базар, ќе има традиционална храна, крушевска храна, нели, сето тоа што може да се проба и непоканија на тоа ќе биде од 20 секој ден, значи буквално 24 сати ќе биде веројатно, а ние сме на 27 каде што повтор пат, односно трет пат мислам всушност дека ќе одиме во Крушево, ќе учествуваме со некоја активност со која што заедно со Тања, Михаела, Биби, Филип, Сонја веќе ги планираме и ги организираме. И она што многу ме радува што ќе имам и јас промоција на моите сликовници. Да, сликовниците се тука. Можеме и да доделиме некој да се јави во Да, режија. да, секако апсолутно за тоа се сликовниците, така може двајца да евентуално по една како ќе решите така. Ви благодарам. Уште еднаш малку е времето за да се зборува на волку обширна тема, но ќе биде почесто гостувањето и на други лица со цел да ја развиеме хуманоста и емпатијата. Ти благодарам, Денис. Благодарам на поканата.